Евангелие според Лука, глава 14. Еднаш во саботен ден Исус дојде на ручек во куќата на еден фарисеј, кој беше старешина. На сите очите им беа вперени во него. И ете, пред него беше еден човек кој имаше водена болест. А Исус им одговори и им рече на учителите на законот и на фарисеите: дали е дозволено да се лекува во сабота? А тие молчеа. Тој го допре, го излечи и го отпушти. А ним им одговори и рече: кој од вас, кога би му паднал синот или волот во бунар, нема да го извади веднаш во саботен ден? И не можеа да му одговорат на тоа. А кога забележе како поканетите ги избираат првите места, им кажа споредба и рече: кога некој ќе те покани на свадба, не седнувај на првото место, за да не е поканет некој кој е во поголема чест од тебе. И кога ќе дојде, да не те рече оној кој те поканил тебе и него: ова место му припаѓа на овој. И тогаш со срамење ќе треба да го заземеш последното место. Но кога ќе те поканат, оди седни на последното место, за да ти рече оној кој те поканил: пријателе, помести се погоре. Тогаш ќе имаш чест пред сите кои седат со тебе заедно. Зашто секој што се возвишува себе си ќе биде понизен, а кој се понизува ќе биде возвишен. Му рече и на оној кој го беше поканил: кога даваш ручек или вечера, не кани ги само своите пријатели, ниту своите браќа или своите роднини, ниту богатите соседи, за да не те поканат и тие тебе и да ти биде вратено. Туку, кога даваш гозба, покани ги сиромашните, немокните, сакатите и слепите, и ќе бидеш благословен, зашто немаат со што да ти вратат, а ќе ти биде вратено кога ќе дојде воскресението на праведните. Кога го слушна тоа, еден од гостите кој седеше му рече: блажен е оној кој ќе јаде леб во Божјото царство. А тој му рече: еден човек приготви голема вечера и покани многу гости. А кога беше време за вечера, го испрати својот слуга да им рече на поканетите: дојдете, зашто се е готово. И сите, како договорени, почнаа да откажуваат, така што првиот му рече: купив нива и треба да излезам да ја видам, те молам, прими го моето извинување. Другиот му рече: купив 5 двојки волови и одам да ги пробам, те молам, прими го моето извинување. А друг рече: се оженив и затоа не можам да дојдам. И кога дојде слугата, му го раскаже тоа на својот господар. Тогаш домаќинот се разгневи и му рече на својот слуга: излези брзо по раскрсниците и градските улици и доведи ги ваму сиромашните, сакатите, слепите и хромите. Слугата му рече господару: како што заповеда, така е направено. Дури уште има место. И господарот му рече на слугата: излези по патиштата и по оградите и убеди ги да влезат, за да ми се наполни домот. Зашто ви велам, ниту еден од поканетите нема да вкуси од мојата вечера. А кога големо мноштво одеше по него, тој се сврте и им рече: ако некој дојде кај мене, а не ги намрзи својот татко и својата мајка, својата жена и децата, браќата и сестрите, па дури и својата душа, тој не може да биде мој ученик. И кој не го носи својот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик. Зашто кој од вас, кога сака да созида кула, прво нема да седне да ги пресмета трошоците и да види дали ќе има со што да ја доврши? Да не би кога ќе ги постави темелите, а не може да ги доврши, да почнат сите кои го гледаат да му се подсмеваат и да велат: овој човек почна да зида и не може да доврши. Или кој цар кога оди во војна против друг цар, прво нема да седне да размисли дали може со 10.000 да го пресретне оној кој иде против него со 20.000. Ако не може, веднаш испраќа пратеници, додека е оној уште далеку и бара услови за мир. И така, ако секој од вас не се одрече од свој имот, не може да биде мој ученик. Солта е добро нешто,
но ако солта го изгуби вкусот, со што ќе се поправи? Таа не вреди веќе на земјата, ни за ѓуброто,